Назад сме во студиото, продолжуваме со вториот разговор. Зоран Костовски Шваца, мој долгогодишен колега, веќе е во студиото на телевизија 24. Добар ден, благодарам што ме поканивте. Пред се да упатам еден голем поздрав да сите мои соселани ширум етничка Македонија. Ви благодарам што можеме да разговараме сега за селата, за нешто што одамна го кажавме го заборавивме, така се вигли и вашиот серијал на документарни филмови Заборавени. Кога почнавме да ги забораваме селата? Па вака сега ако направиме една ретроспектива, селата во Република Македонија почна да бидат заборавени со колективизацијата, тамо некаде 52-та година, а посебно со започнувањето на големата индустриализација во времето на Југославија, значи кое што отпочна од 60-тите години, пак тоа трае и во денешната наша современа држава Македонија, каде што заборавеноста е во тоа што кога ќе потидиме во нашите села, ете малку се овој се замисли, нашите села личат како да се од не 19 век, туку од 17 век. Затоа што во нашите села македонски, ја би ќе кажам дека во Република Македонија имаме 1984 села. Ова статистика ја кажувам според доктор Јован Трифуновски. 1984 села. Како што напомнав ова статистика, ја кажувам според доктор Јован Трифуновски, еден од најголемите антрополози, географи, етнографи и историографи за селата во етничка Македонија, кој што е роден во селото Руток, почина 1993 година. Јас имам таа среќа да ги имам сите негови научни трудови, значи некаде тоа е енциклопедија која што се вика селата во етничка Македонија и овој групирање. Кога зборите етничка Македонија, тоа се села каде што живеат само македонци? Или етничка Македонија, овој кој што етнички македонци? Не. Значи во етничко вака сега да по бидејќи два пати го спомнавте терминот етничка Македонија. Да разјасниме. Затоа што вака. Тој за Вардарскиот дел на Македонија. Добро. Има 1984. Егејскиот дел на Македонија. Вие зборите за целокупна Македонија. Говорам како што, значи селските населби во етничка Македонија, така му е целокупниот научен труд на доктор Јован. Со Егејска, со Пиринска, со Егејска, Пиринска, Голо брдо, Мала Преспа, до Врање и тука некаде гора. Во етничка Македонија, значи зборувам дека во тие села, покрај македонци, живеат албанци, турци, власи, срби, грци, бугари, значи етничка во територијата на етничка Македонија. Сега малку да се вратам во да се вратиме овдека во нашите очиго простори. Реков дека со колективизацијата и со започнувањето на индустриализацијата се направи голем, така да речем, голема катастрофа, затоа што ако во почетокот заминува по еден член од семејството, а потоа, значи тамо некаде до 75-та година. На печалба одеа, или? Не, одеа во градовите. Каде што таа грешка беше направена. Од земјоделец направи ја индустријалец. Ете да речеме, јас моето заминување некаде 78 година. 78 година од моето Рилево, кога завршив 8 оделение, и дојдов тука во едно село Волково, кој што во тоа временски период беше 20 км и денеска далеку, каде што условите на живеење беа многу полоши него во моето родно село, затоа што во тој временски период да видам реален одеше со чизми, што кал имаше, за да дојдам до автобуската станица 64, па ги облекував овајчиго кондурите, чевлите и да отидам овајчиго на училиште во Димитар Лахо. Таа заборавеност, па едно ќе речам, поизразито дојде во денешната наша Република Македонија. Со затворањето од во тој временски период доаѓа, работеа во градовите Скопје, Прилеп, Битола, работеа, но и си ги работеа своите имоти. Затоа што во тој временски период, до 1991 година, секое селско семејство представуваше едно
мало селско предпријатие. Затоа што на село произведуваше храна многу. Произведуваше храна за себе. Значи храна, чува стока, овци, крави, говеда, коњи. И тие на пазар одеа само во градот да купат Тоа што нема во селото. шеќер, бензин и да речеме да времето кога ќе снемаше струја, гази ја ние ја нарекуваме. Меѓутоа, кога ова рече го се појави таа транзиција и кога почна фабриките рече го да пропаѓаат, уште полоша ситуација дојде. Затоа што оно што е градено во селото, еве ќе напомнам мојата куќа што бја роден, таа е градена 59-та година, сега има некаде околу 60, значи да 64 години има куќата, јас сум имал, таа била направена кога јас се родил, таа била 4 години постара од мене. Значи до ден денешен и напомнам кога беше пропаѓањето на фабриките, пропаѓањето на големите земјоделски комбинати. Значи шајка нема ставено народски да се изразам. Така. Шајка нема ставено на куќите, трлата падна, оградите, рече се вика, падна. Нема услови за враќање назад. Значи тој нема пари да преживее текот на месец. Зборувам кога ги отпушта од работа. Кога се затвара фабрика. Па камоли да озбои средства да појди да ја стави некој джерамида во рече го да ја стегне малку, не да реновира, да стегне. Или па да речеме ајде да купи една кравче, една коза, да бидам реален, немаше пари да се купи една лопата, една дули, една мотика за да го рече го за да го зачисти дворот, дворот и да наседи кромиче лукче. А па да не зборуваме, ниту магаре има, ниту кола има дрвена, ниту којска запрега има, ниту коње има, ниту, значи нема теорија под навод кажано. Рековте 17 век делот од селата. Па видите вака. А има ли развиени и колку се развиени и убаво што живеат? Подобро да кажам и од градот. Сигурно има богати села. Богати села вака едно брекал. Богато село. Ајде ќе спомнам општината Кривогашани. Кој е богато село? Каде излегуваат тие навечер? Кои културни манифестации ги има во селата? Еве од денешни услови да зборувам. Каде навечер се собираат, ако не е кооперацијата? И ако се уште продавачот за да ги задржи муштериите, не да бидат на работна версија. Нема клубови, нема театри, нема да направам, мене ми е криво зашто она што беше добро од тој социјалистички систем. Властите во Македонија одговорам отворено. Како џаболот од крстот бегаат кој ќе му спомниш овај социјалистички систем. Тоа што беше добро од социјалистичкиот систем, славенците го зедат. Агрокомбинатите им стојат, овие пропадна. Пелагонија земја. Да, сега повторно има некој само план за укрупнување на земјоделци од кога ги расцепкаа, така? Само да ја завршам мислава. 75-та година тогашна социјалистичка република Македонија, 70% храната се снабдуваше од земјоделието. Пелагонија 30.000 хектари обработливо земјиште има. Денеска прошетајте, се е празно. Детелина. Нема ни детелина, се е празно. Друго ќе ви кажам. Хидросистемот што е во Пилевсково поле. Значи хидросистемот. До Долмени има хидросистем и некаде ваму долу до Старо Лагово. Се користи? Ништо. Кој е виновен за тоа? Системот. Ако кажам власта, системот, па ја едно рекол, народот е виновен, не е убаво по да го кажам. Да. Самите си го направи. Еве денеска вака едно ќе речам. Се зборува за рече го да се обнови земјоделското производство. Еве денеска кој ќе работи? Еве денеска имаме ние ситни земјоделски стопанства. Видете една работа. Се додека не се обноват земјоделско-индустријските комбинати, не може да бидеш ти земјоделец. Не можеш ти да се обновиш очи од куќата. Трактор сака пари нема. Дрљачи сака пари нема. Плуг сака пари нема. Нафтата пари нема. 50 евра една вреќа, кој се вика таран.
Само системот државата, таа треба да го обнови големите земјоделски комбинати. Ќе ви послушам се еден пример. Ајде. Се зборува за сочогледот. Прво едно би рекол, сите оние што се дипломирани агрономи земјоделци, од сите министри па администрација, тие мотика не знаат што е. Па ќе ми зборува за земјоделие. Мотика не знаат што е. Ја ако се прашувам, ја би ги укинал субвенциите. Знаете што? Субвенциите кај земјоделците не одат кај што треба и на време. Затоа што не може мене да ми даде овој нафта во септември, кога сега треба да се сее. Не може мене да ми даде нафта во јануари, кога комбајнот мора дори да жние овај речи го на лето. Еве го за сончогледот. Ја не сум против науката. Ама не може сончогледот не се сее онака како што се сее пченицата. Сончогледот се сее на 30 сантима овај размак да има помеѓу стеблата, затоа што кореновиот систем на сончогледот е до 30 сантиметри. И друго едно би рекол. Кој хибрид да го ставиш, било пченица, значи семенска пченица, сончоглед, за репата да разборуваме, нема. Значи, велат дека отпорна на влага, климатски промени. Ова треба да го знаат, а селаните добро го знаат, а дедо ми мој Петре велеше вака една. Сеидбата есенска почнува од петков ден, завршува до Митров ден. Не може ти, сега, ова есенска... Тоа што ти треба да го дадат после Митров ден. А пак пролетната, еве, до крајот на март, поправо, до 21. овај март, тоа се младенци, посетски кажани, сончогледот и пченката мора да бидат посејани. И тие мора да бидат... За да има род. Да има род и треба да бидат речени, да се оречи од сончогледот, да се окопат, има механизација за тоа. На времето имаше шапки, окей бе, тој има, една шапка имаше околу кога се вика, речи го, околу да речеме 5-6 килограми сончоглед. И ебе како очи го би го стимулирале тоа. Мора да има гарантирана откупна цена. И јас реков... И производство. Мора ќе има, затоа што четворочлено семејство, ако и дури пенсиско здравствено осигурање да му се плати, државата, системот, и минимална плата до 26 години, затоа што детето од кој ќе се роди, во пелени, па додека не умре на нива. Ако му се даде по 200 евра, 4-члено семејство, тоа се некаде 800 евра месечно. 8.000 до 9.000 евра се годишни. Тој буџетот за да живее го има. Другото ќе го произведува. Ќе биде мирен. Дури еве сега ќе напомнам една друга работа за брашното и за левот. Во моје време, пак ќе напомнам, зошто не искористиеше добро во тој југословенски овој систем. На моето време, 100 килограми пченица кога ќе отиде во задругата, да го смена, мојот татко ќе земеше 75 килограми брашно, 20 килограми ќе земеше трици и остаток го беше скувал за кокошките, да ги наранам, да не се јајса, да има пилина и да имам кокошки. Кога одите сега по селата, може ми со ти кога одиш по селата, нема проблем. Се чуваат стока, се чува живина. Вака, сега прво вака едно овај... Ако порано имало 5-6, сега сигурно една е, крава е да збори. Вака, во овие нашите, така да речем, ајде, заборавени села, има и поживи, во овие нашите села се уште си чуваа луѓето едно кравче до две од бушата, 30 овци од праменката и си чуваат едно коњче и го чуваат стариот лук. Ебе зошто? Затоа што праменката овцата и бушата кравата најмалку треба храна, ако направиме споредба со шталските. Бушата дава 5 литра млеко, 3 пати денеска ќе износи, тоа се 15 литра млеко, за 4 члено семејство е доволно. Да река ова што е другата, треба 100 евра денеска да дадеш храна, за да даде 25 литра млеко. И дури едно би рекол, моите соселани, во моите села, јас така ги нарекувам,
Така ги нарекувам. Тие си го сакаат тој селски живот. Еве ќе ви кажам една сторија што ми се деси минатата година. Бев во едно Охридско село, се вика Оровник. Баш овај на една слава на снимање, после славата, и дојда од овај, речи го, таму има повеќе цреши, една Охридска цреши, се вика. И дојда овие од Струга, пошто од Струга спаѓа ова село, од агенцијата, од Подрачната агенција за земјоделство, за да потпиша за за субвенциите. И да нешто му рече: абе, дете, вака ти на контено со вратоврска, ти ќе ми солиш памет, рече. Ти си оди, рече, као се вика, спастри се, дојди као што ме ја облечам, па да седниме, да се напиеме петашка ракија, па ќе направиме мобет и ќе се договориме. Во таа смисла, рече го, на зборот. Реков дека нашите села се уште живеат од 19 век. Значи, селото ќе напомнам дека според најновите статистички податоци што беа, според јас го нарекувам нерелевантни, попис од 2021 година, во Република Македонија нема раселено село. Раселените села се земени во статистиката од Првата светска војна. Ќе ви кажам зошто. Затоа што во нашите градови, еве, за моето село Рилево, има 20 фамилии кои што носител на фамилијата има лична карта на Рилево. Значи, ја не се согласувам, нема раселено село во Македонија. Освен од Прва светска војна, Прва Балканска, Втора Балканска војна. Нема. Значи, нема. И оно што реков, значи, се уште живеат од 19 век. Моето село Рилево, 1971 година имаше 160 куќи, 1700 жители. Моето село моментално во Рилево, зимниот период живеат околу 70 души, а преку летниот е полна со народ. Меѓутоа, моето село Рилево, реков, живее како од 19 век. Водоводот го донесоа пред 3 години, и уште не е дограден. За канализацијата не зборуваме. Пат немаме. 2002 година, кога работев во една телевизија, заедно работевме, и Вели Јаранковски ме прати во Домени. Хариджич беше градоначалник. Тој направи проект од 5 километри, значи го топонира патот, се беше изграден, асфалтот отиде никој не знае каде. Еве сега најново, со овие 250, односно 350 милиони евра што дава владата за пофалба е. За општините да се направат. Значи, има проект некој за градоначалниците не само во Рилево, градоначалниците во нашите овој заборавени села не сакаат да направат камоли нов проект, а не сакаат да направат да направат преиспитување на стариот проект, што е направено, што треба да се доправи. И еве, едно би рекол. Далеко од очите на јавноста сте. Нема кој да го види. Дури вака емотивно малце. Да ви кажам друга работа. Исто, за водоводите. Водоводот, примарната мрежа, направена секундарната мрежа, под навод кажано на диво, сте приклучени, ни шахта има, ни хидрант има, ниту па да не зборуваме за улично светло. 60 стриомери има живи во Рилево. Секој плаќа по 185 денари. Домени нечи да постави општината надлежна, да постави мрежа. И значи не сакат, ќе завршам мислава уште со ова реченица. Напомнав дека 320 така нешто милиони евра за општините, од тие што беа однесенски сега. Ама кај ќе ги дават тие тие пари? Во Прилеп? Во Скопје? Кај што треба да се дошпин кај што нешто? Ама чекај вака една работа. Првата грешка што ја направија властите. Ете, примерно кажа, по бројност на население. Бе, кога на наше село таму во Рилево ќе живее, бе? Кога, бе? Да го спомнеме и Маријово. Кога, бе? Да го спомнеме Маријово, една од локациите кои што се доста офатени во вашите повеќе од 700 репортажи? Значи, вака. Колку репортажи имате направено по селата? За овие 30 години имам поминато 1675 села, уште 250 ми остана до пензија, уште 4 години. Имаш време. Имам доволно време.
Маријово го зазема централниот дел на етничка Македонија. Маријово го зазема 10% од Република Македонија од територија. Колку жители живеат сега во Маријово? Во 1952 година имало 25.000 жители. Денеска има 35 села, 120 жители. Кои што живеат во селата. Бабички, дедовци. Да, меѓутоа не ги рачунам оние што има лични карти, живеа во Прилеп, живеа во Битола, живеа во Камаравци. Пак ќе речам, Маријово нема изгубено село. Само тоа е Сатока, Чегел, Пантеле и тие се села кои што се го збришени од првата светска војна. Измислено за режисер да дојде да снима филмови таму. Измислено. Јас едно би рекол тоа измислено за сточарство. Измислено е тоа за селски туризам. Па ето го Чебрен. Па еве селски туризам. Па Стале Попов Небадила е напишал повеста Кале Шанџа, Толе Паша, Шачир Војода, Крсте Ѓермов. Цели истории. Не попусто, тука се наоѓа и средновековниот манастир во селото, манастир кој што е граден од династијата Комнени. Не попусто е манастирот Свети Илија, родното село се наоѓа на Стале Попов. Не попусто тука е и она песна што пеале попат од запад прашам со Чучук Митра. Значи има Чебрен е историја на Македонија. Чебренскиот манастир е многу постар него манастирот што е во Слепче, да не ми заберат Демихисарска. Чебренскиот манастир го ја градела ова принцезата Марија, под кое што име го има добиено името Маријово. Таа е ќерка на Елена Комнен и на Ѓурач Бранковиќ. Си изнаслушал приказни од мештани од селаните. За што најмногу сакаат да зборуваат? За животот. Маријовски. Маријовецот е секојаш горд. Главата нагоре? Маријовецот е секојаш горд. Маријовецот каде и да се наоѓа, било во Америка, било во Канада, било во Австралија, било во Маријово, било во Република Македонија. Вика, да, јас сум македонец, ама сум горд Маријовец. Знаете зошто? Затоа што единствената територија за времето на Отоманската империја од 1371 година, со битката на Марица, до 1912 година, нема таму, да речеме, во вистинска смисла на зборот, таа територија, Маријово и Меглен, не се никогаш не биле по територија Била слободна? Под управа влегувала во состава на тоа. Јасно, да, меѓутоа нема. Меѓутоа Маријово си имал свој земски кмет. И тоа било така допуштено? Да, со без турска чизма, што би се рекло. И тоа ќе ти кажам, тоа е вистина. Затоа што се слушнале, сите има чуено за Кале Шанџа, за песната Кале Шанџа, ајде слушај. Кале Шанџа името е Ангел Сиримела, родена во Старавина. Незиниот брат Ангеле, значи на 7 годишна возраст е земен, се вика во Истанбул, како јаничар, и станува паша, и станува трет човек по ранг во падишакот. Значи, бил на рангот на министер денешка за правда. Првиот е, значи, како дете е однесен за времето на Сулейман Величествениот, а иначе паша станува за време на синот на Сулейман Величествениот, тоа е Селим III, и за времето на владењето на големиот везир Мехмед Паша Соколовиќ, ферманот е донесен на врвот Пантелеј, од 1567 година па се до 1912 година Маријово е посебен хас. Каде што, значи, и должноста била да го исплаќа овај данок кој што бил на везирот и не биле чаптат. Си биле мирни, си оставили. Знаете што? Вака едно би рекол, па ако земите, ебе го овај Стале Попов. Стале Попов е за мене греото е жално кога ги гледам овие наши млади, мои соселанки, дечина, па и мои овој и мојата внука. Ернест Хеминг веќе го прочита. Џок, овој повикот на дивината, а велам Крпен живот, Кале Шанџа, Шачир Војвода, или па да се навратиме
во чиго волшебното сабарче од Ванче Николевски. Тие што се Абе тоа е историјата наша македонска. Тоа е историјата наша македонска. А знаете кој е Итар пео? Стале Попов. Романот Крпен живот е автобиографија негова. Јас имав таа среќа 2007 година во Витолиште со доста рожденката да се видам. Знаете која е доста рожденката? Неда, втората жена на Стале Попов. Мајката... Се направено на хартија. Се пренесено. Абе јас се имав овој да ја видам на Ѓорѓи Сталев, мајка му, писател, академик. Која е приказната која што ќе ја паметите цел живот што сте ја слушнале од вашите селани? Она која што најмногу ве чепнала? Вака. Имам доста издадено 2 книги. Значи, таа е историски повести се. Првата е Маријова жива историја и втората е Славна Дебарцена изгаснати огништа. И третата е... Освен репортажите, така да, и книгите, и пишаниот збор. Тоа ги има напишено и во во првата книга Маријова жива историја. Сигурно имате една случка која што... Да, ќе ви две случаи кои што ми се драги во животот. Тоа е кога го бев во одделение како дете, а се присетив на баба ми кога ме прати на училиште во прво, и кога рече, Ванка се беше баба ми, на татко ми мајка, и кога рече, внучко те прајча на школија, ќе види нешто од тебе. Втората случка ми беше кога дојдов кај доаенот на македонското новинарство, телевизијска и документаристика, сега го почина пред неполна година Иван Андреевски Мачето, каде што првата работа таму во документарна, во утинската програма Добро утро Македонија, и кога ми беше ментор на новинарство и ми рече, Зоране, ќе биде нешто од тебе. Јас реков, абе ова баба ми Ванка ми го кажа. И ова го ми остава трајно, тоа е наградата што имам ова го земено од Факултетот за драмски уметности, филмска режија ЕСР, од исто така доаенот во името на доаенот на македонската документаристика и репортажа, тоа е на Плебнеш брат му. Сакам да знам околу случките во селата, таква случка ме интересира. Ќе ви кажа вака едно. Тоа беше некаде 2011 година со Лука Шуша, мој снимател, и тоа... Беше на му слава. Да. Планирам да направиме со неговата ќерка еден документарен филм. Отидовме во селото Беловодица. Тоа беше така, ова време, снежето заврнато, под Плетвар, дојдовме овој кој се вика Ричиго во селото. Пред влезем на селото, има два селомалци. Се делеше селското џале на две патчина и една старичка бабичка беше излезела со пателичето. Добар ден, каде бе гале? Ми били мене, абе каме село. Попе рече, абе, покојникот Ристе не е донесен уште. Каде е, ми рекол, прилет ќе го донесат. Мислејќи на Лука слуша дека е поп. Дека со брада голем човек. Отидовме горе овој во црквата, веќе знаеме, и 5 дни беа селото, и ние се засукавме со ракавите, кој копача казмата, кој лопатата. Овој кој се вика речи го ископавме гробот, го погледавме човекот. Ај во едно село, ова речи го во Долгаец, таму бев, ова речи го и кум, но неформален, бев, сум бил ова речи го во Демикисарски, гевер сум бил, но неформален. Значи сум присуствувал на оние селски свадби, веридби, со сите салтанати, со сите речи го се вика речи го адети, но уште ова би го додал. Најголемата случка е тоа што во селото Дуње, пред 28 години, јас љубав и млад, мојата сопруга беше единствената во селото, го фатив последниот воз, последниот вагон, последното купе и си ја седов, ама ќе додадам, немаше желичка линија, може би ќе остане. Така речено. И ете, едно рекол дека се гордеам ова што го работам. Супер. Додека сум жив и
ете, што се вика гено се носи своето. Полека, како се вика речи до кога снимам, имам еден помлад наследник, покрај што во тој менаџерски тим на Маријово филм се Радислав Мировски, тука е Димче Кориловски и Виктор Костовски, кои што полека влегуваат во овие води, а имам внука на мојот брат. Керка, таа е 21 годишна, таа е родена за новина, родена е за поселата, па здраве Господ, само да не се горуваат, има време нека учи сарата. Ми беше мило што поразговаравме за македонските села. Да си ми здрав и жив, уште едно би рекол на крајот, голем поздрав до сите мои соселани, кои што ја гледат телевизија 24 вести и се гледаме, мои соселани, се гледаме, така речено, во ова ново 2025 господово лето. Да сте ми здрави живи. Фала ти, Штемир. Што не саке направиме уште една мала пауза, па ќе одиме со третиот разговор.